Разговорите меѓу Скопје и Софија по неколкумесечната пауза пак ќе се реактивираат. Двете земји се во фаза на финализирање на акцискиот план, документ за соработка на ниво на министерство кој содржи временска рамка за идни завршување на заостанати проекти. Шефот на македонската дипломатија најавува промена во пристапот кон Бугарија, од емоционален во рационален. Чувството беше дека во првата фаза диалогот помеѓу нас и Република Бугарија беше премногу емоционален, со премногу емоции во него. Сметавме дека треба да го менуваме пристапот во однос на овој диалог, да воспоставиме повеќе рационален пристап во овие разговори и продолжување на комуникацијата за темите за кои што повеќе имаме разбирање, со цел да спласнет тие емоции од тој диалог, меѓутоа и да се стекне одреден степен на доверба за да може да се продолжи понатаму таа комуникација. Сметавме дека треба да продолжиме со акциски план кој што ќе стави фокус на секторската соработка на помеѓу линиските министерства кои што ќе го подобруваат животот на граѓаните од двете страни. Овој план според Османи не содржи горливи теми како идентитетските и јазичните прашања што Софија ги искористи за да аргументира својата одлука за блокада на евроинтеграциите на земјава. Акцискиот план е речиси готов и од неговото финализирање ќе зависи и тајмингот на одржување на втората меѓувладина седница меѓу двете земји, чиј домаќин ќе биде Северна Македонија. Мислам дека 99% од тој акциски план кој што ги содржи тематската, односно секторската соработка е финализиран. Очекуваме да го финализираме и тој останатиот дел и да утврдиме датум, се разбира, во зависност од агендите на двете влади, имајќи ги предвиди ангажманот што го има владата на Република Бугарија во однос на изборите. Намерата на Скопје е да продолжи со процесот на разговори со Софија и да не дозволи ова прашање да се претвори во замрзнат конфликт како што беше случајот со Грција во периодот на спорот зимето. За евроинтеграциите на земјава се зборувало и на видеоконференцијата со Аугусто Сантос Силва, министер за надворешни работи на Португалија, земја претседавач со Советот на ЕУ. Очекувањата се дека токму за време на португалското претседателство ќе се заокружи одлуката на Советот на ЕУ за почеток на преговори со Северна Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.